Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва, без многу одолговлекување, директно преминуваме на разговорот со гостинот, кој што пред 2 дена и официјално стана кандидат за градоначалник на градот Скопје од страна на ВМРО. Да помене актуелниот градоначалник на општина Киселавода, господинот Торце Георгиевски. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Господине Георгиевски, една дилема се расчисти, дефинитивно сте кандидат на најголемата владеачка партија за градоначалник. Впрочем, некој помалку на шега, помалку и реално зборува кога ќе заврши таа внатре-партиска битка, практично ќе биде решен градоначалникот на Скопје. Па генерално да. Јас, како што знаете, во текот на вчерашниот ден, денеска, практично од првиот ден од кога ми ја даде председателот на мојата политичка партија, господинот Христијан Мицкоски, но извршниот комитет довербата и поддршката, започнав со теренски посети. Најпрво почнав во општина Бутел, и денеска цел ден сме во Газибава. Во Бутел со градоначалникот актуелен и иден Дарко Костовски, денеска со Боби во Газибава, актуелен и иден градоначалник. Пулсот кај граѓаните е таков да веќе сметам дека на некој начин е завршена таа работа. Верувам во силна победа и давам се од себе да што побрзо изготвиме програмата. Јас програмата не планирам да ја составувам канцелариски од канцеларија, заедно со ограничен број на луѓе кои што би ми помогнале во тоа. Сметам дека најправилниот начин е програмата да биде создадена токму од граѓаните кои што ги очекуваат промените во градот Скопје. Така функционираме. Започнавме со теренските посети, може да се види сериозно расположение и поддршка. Така беше и изминатиот период и затоа јас на многу од гостувањата кога имаше и внатрепартиска битка на некој начин кажано, и оние останати кандидати во тој период кои што беа на анкетите, тие ми се многу блиски соработници, долги години во партијата сме заедно, блиски пријатели сме и се уште сме блиски. Тоа значи нема злакав. Нема, не е таман работа. Многу е важно на сите нас ВМРО да помине да победи во градот Скопје, затоа што денеска баш тоа беше една од точките кои што ги дискутиравме во Газибава. Вели еден од присутните, секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, нешто се гради, а кога ќе дојдат овие другиве се растура, дали државен апарат, дали генерални институции не функционираат, имаме проблеми со јавни предпријатија и така натаму, што значи дека верувам во силна поддршка од страна на граѓаните и верувам дека и ќе давам се од себе да таа поддршка се валоризира, односно да имаме сериозна победа во првиот круг за градот Скопје. Звучи амбициозно, неспорно. Меѓутоа, ВМРО ДПМН во најмалку 2 наврата во изминативе децени излегуваше со кандидат кој што не беше автохтон, ако така можам да кажам, директно од редовите на партијата, туку со луѓе кои што действува претходно како независни, иако ја добија поддршката од партијата и особено во последниот случај за жал не се остварени очекувањата. Да бидеме реални, Скопје во овие 4 години под градоначалничката Даниела Арсовска не го доби тоа што беше најавувано, ако сме реални, и од страна на ВМРО ДПМН кога беше кампањата. Сега се оди со човек од внатре, без никаква дилема. Вие сте израснат во партијата, од тој аспект нема никакви дилеми. Меѓутоа, мислите дека веројатно овие грешки од минатото беа пресудни за сега да се оди со сигурен испробан кадар од внатре, или едноставно вашата аура е таква што мораше да излезете во прв план? Па видете, тоа е сплет на повеќе околности. Прво и председателот го посечи тоа, јас имам неколкократно повисок рейтинг од било кој споредбено можен кандидат потенцијален од страна на нашите политички опоненти. Тоа е едната работа. Сериозно во тоа влијаеше и сето она што го направив изминатите 4 години заедно со мојот тим во Кисела вода. Ние имаме реализација на еден сет на проекти кои што никој не замислувал во минатото дека ќе дојдат на дневен ред, а камоли да се реализираат. Мене добро ме познаваат најмногу жителите од мојата општина, но и сите скопјани ме знаат дека сум workaholic, дека сум човек кој што не се откажува пред предизвикот и очекуваат да истото се рефлектира и во градот Скопје, односно да
бидам човек кој што нема да биде во канцеларијата и недостапен за граѓаните, туку антипод на сето тоа, човек кој што ќе биде постојано на терен, постојано меѓу граѓаните, ќе биде тука во Коштец за да го реши секој проблем. Ние имаме илјадници проблеми во градот Скопје, секојдневно живееме како скопјани со тие проблеми и мора тие проблеми повеќе деценски да ги решиме. Скопје, јас би ве поправил во еден дел, не е нефункционален 4 години, 8 години е Скопје нефункционален како главен град. Петар Шилегов исто така имаше специфично владење, да речам. Јас често пати сум рекол дека тенка е линијата помеѓу споредбено актуелната градоначалничка и Петар Шилегов во минатото. Може би оној мост во аеродром најбаво ја покажува целата таа ситуација, кој што не води никаде. Да, имам силна амбиција, но уште посилно од тоа сум пак подготвен до последен атом да се вложам во работата. Јас сум човек кој што знаат оние кои што ми се најблиски, моето окружување, дека сето ова го правам за да оставам нешто позади себе и по нешто по кое што ќе ме паметат. Еден ден јас сум растеретен со тоа, сум апсолутно свесен дека се ќе заврши. Дека ќе бидам и надвор од политиката. Еден ден нема да бидеме ни на овој свет и така натаму и така натаму, но нашата мисија во животот е да оставиме дела по кои што ќе не паметат. Ова е за мене едно од, јас и тоа го споменав на пресконференцијата со председателот на мојата политичка партија господин Мицкоски. Ова е едно од најзначајните и најголемите битки за мене во животот и сум спремен максимално да се вложам затоа што ваква шанса ретко кој добива, како што добив јас, и ќе дадам се од себе да максимално позитивно го искористам тоа во интерес на граѓаните. Граѓанинот секогаш ќе биде сослушан кај мене, јас ќе бидам достапен за граѓаните и ќе биде граѓанинот на прво место, онака како што заслужува. Фер кажано, пред да влеземе во основите за Скопје и вашиот план, вие сте се уште на чело на општина Кисела Вода, навистина импресивен е бројот на проекти кои што сте ги завршили, тоа не е некоја тајна, тоа сите го знаат, меѓутоа се разбира таа и така општина ќе треба да се остави на наследник, бидејќи нема да бидете вие, тоа не е возможно. Мислам дека се уште нема избран кандидат за Кисела Вода од вашата партија. Нема, се уште има анкети. Има солидни кандидати кои што се анкетираат, потенцијални луѓе кои што ги познавам добро. Верувам во нивните капацитети и карактери и верувам дека Кисела Вода ќе добие соодветен наследник после мене, односно човек кој што ќе биде спремен градоначалник или градоначалничка да ја води општината онака како што заслужуваат граѓаните. Односно да го продолжи сето она што ние сме го започнале. Ние имаме добиено сега во моментов над 20 на проекти од страна на владата, веќе се излезени во службен весник. Ребаланс имаме во текот на наредната недела, каде што ќе започнеме постапки за тендерски за отпочнување на тие проекти од како ќе завршат тендерските постапки, што значи дека станува збор за многу сериозни проекти кои што некој ќе треба да ги продолжи, но истовремено и да се довршат некои работи што веќе ги имаме започнато пак и во минатото, така да треба сериозен човек, сериозен капацитет за да го продолжи сето тоа. Да, значи не се плашите од тој што ќе ве наследи дека проектите нема да застанат некаде во лавиринтот на бирократијата. Не, напротив, јас како градоначалник на градот Скопје ќе бидам тука во секое време да помогнам и на градоначалникот на Кисела Вода, но да помогнам и на сите останати мои колеги градоначалници на скопските општини за реализација не само на проектите кои што ги имаат сега со поддршка на владата или самостојно започнато како општини, туку и да започнеме заеднички проекти и градот Скопје да биде активен чинител во средувањето на состојбите во многу скопски општини. Нешто што недостасуваше за жал и дефинитивно мора да се направи ред. Искрено јас кога разговарам со граѓаните, бидејќи тоа е дел од мојата работа, сите велат што е толку проблематично градот Скопје и општините во Скопје да соработуваат меѓу себе. И зошто постои таа некоја невидлива, а сепак јасна линија во која што не се знае кој до каде треба да шиша трева, сега банализирам, кој од каде треба да го собере ѓубрето, кој до каде има овластувања, а каде почнуваат на другиот. Навистина не ми е јасно зошто тоа се случуваше и се уште се случува. Па не, генерално, Драган, таква е состојбата 30 години наназад, не е од вчера, од денес или од пред 5 дена, но во минатото не се забележувало толку многу затоа што не било предмет на пресметки помеѓу градоначалникот на град Скопје и локалните градоначалници на скопските општини. Тоа за жал е на состојба во која што живееме изминатиот период, искрено за мене неразбирливо. Ние може во политиката да не се сакаме, ние може и не мораме да се сакаме. Ние во политиката не мора
секогаш да се разбираме или да бидеме на иста линија на она што го мислиме, да имаме различни ставови, апсолутно е дозволено, ние сме демократско општество, но никогаш не смееме да се доведеме во состојба да граѓаните наши трпат помеѓу лична нетрпеливост помеѓу двајца градоначалници, недоразбирање и така натаму и така натаму. Општествениот интерес мора да биде на прво место, тоа е основата на се. Сега не имавме една состојба изминатиот период, која што остане уште многу малку да се реши. Јас сум апсолутно, повторно ќе кажам, убеден во победата на овие локални избори и ветувам на скопјани, ветувам на сите мои сограѓани дека таа состојба од првиот ден по завршување на изборите, од како ќе влезаме во градот Скопје, ќе биде надмината и дека се ќе биде доведено во нормала. Ќе биде тешко, пеколно тешко ќе биде. Јас сум апсолутно свесен за тоа, но тешките времења, нели, носат и силни личности за да ги решаваат тие проблеми и процеси, така да апсолутно верувам во тоа што го правам, во моите намери и во спремноста на тимот мој да одговори на сите овие предизвици за многу кратко време да ги нормализираме состојбите. Затоа што во Скопје пред се ни треба нормализирање на состојбите. А тоа ќе го постигнеме за многу кратко време после изборите. Човек не знае од каде да се фати, искрено да ви кажам, кога е во прашање градот Скопје. Имате јавни предпријатија кои што ги менуваат директорите на секои 2-3 месеци, веќе не се ни сеќавам, јас не познавам ни еден директор, бидејќи не може човек да ги пофати кој до кога е, до каде. Има јавни предпријатија заглавени во делогови јавни предпријатија кои што не ја вршат својата работа. Имаме нефункционален јавен превоз, тоа е факт. Нема ништо спорно во тоа. Имаме неисчистен град, имаме валкан град, имаме загадување, за кое што мислам дека особено треба да се посвети внимание од вас или кој што ќе биде градоначалник на Скопје. Многу важен е тој момент. На сето тоа се најавуваат нови проекти, го гледав министерот за транспорт, рече со вас како градоначалник, ако бидете, ќе донесете во градот воз, трамвај, што беше, сега да не ги фаќам сите електрични автобуси и така натаму. Некои велат каде се тие електрични автобуси до сега. 2025 година, ние не само што немаме електрични автобуси, туку ги чекаме оние старите да дојдат еден час на постројките. Па тука може да направиме паралелата на владење на ВМРО ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз. Секојаш ВМРО ДПМН која е на централна власт, автобусите, ако се сеќавате, беа од владата на ВМРО ДПМН во минатото обезбедени за градот Скопје. Па имаме празенот години кај што не се им се наоѓаше мани на тие автобуси, од вамо биле, од тамо биле, од оваа држава, од онаа држава, биле високи, биле ниски и така натаму, но имаше нови автобуси. Сега, благодарение повторно на владата на ВМРО ДПМН, председателот Мицкоски и министерот за транспорт Николовски, се обезбедуваат, мислам дека повеќе од 150 автобуси, од кои што 80 ќе бидат за градот Скопје. И истите ќе се испорачаат многу брзо од како ќе завршат локалните избори. Веќе мислам дека и постапката им е во одредена фаза влезена на Министерството за транспорт и врски. Верувам дека после изборите за многу скоро време ќе имаме електрични автобуси. Но во суштина градот Скопје не треба да чека милостина од други. Дали од централни институции, мора да биде само доволен, тоа е тоа. Значи ние треба да бидеме само одржливи и да има концепт за функционалност. Тој концепт подразбира да на годишно ниво одреден број на автобуси, на камиони во комунална хигиена, на механизација во паркови, зеленило, во улици, патишта и така натаму, се обезбедува и се обновува. Ние не може да чекаме 20 години или 15 или 10 години да не се промени гума на автобус и некој да дојде од владата и да не купи наеднаш 100 автобуси. Значи треба градот да изработи концепт, долгорочно решение како да се обновува постојано возниот парк на сите институции, односно сите јавни предпријатија кои што се под градот Скопје. Иако е тоа скапо, ако на таков начин јас планирам, ако земете вие во предвид на годишно ниво по неколку автобуси да обезбедувате како градска управа, да обезбедувате по неколку камиони за комуналната хигиена, кога ќе земете вие во предвид на долг рок, многу поедноставно е да го изведете сето тоа, многу помалку ќе ве чини отколку сето тоа наеднаш да го изведете. Но таква динамика треба да се направи од самиот почеток, план по кој што ќе се работи и тој план нема да функционира само 4 години, туку ќе функционира во континуитет. Во сите развиени европски метрополи, ова што се случува кај нас не можеме да го замислиме. Независно кој е градоначалник на главниот град на метрополата во одредена држава, европски развиена, која и да земеме во предвид,
или од било која политичка партија доаѓа. Таму имате континуитет. Само кај нас се случува да имате состојба во која што одредени влади, секогаш што се владите на ВМРО-ДПМН, помагаат, односно обезбедуваат, дали механизација, дали автобуси и така натаму за градот, па имаме празенот, кога ќе имаме промена на централната власт, па повторно ќе дојде редот да владата од ВМРО-ДПМН ги обезбеди автобусите. Ако го погледнеме центарот само на градот, сега не влегам во чии ингеренции, меѓутоа центарот на Скопје, од фамозниот проект Скопје 2014, сето тоа што беше направено, со години остана, она што беше недовршено, остана така. И практично се претвори во една неприродна ситуација во која што имате со години фасади некакви недовршени. Имате, не знам, нешто што треба да личи на она основна идеја за модернизација. Сега гледам дека нешто во последно време се менува на подобро. Меѓутоа, еве, бидејќи верувам дека се уште го имате во главата, претпоставувам целиот концепт што планирате да правите, меѓутоа на хартија не знам дали уште ви е ставено, се предвидуваат ли некои големи проекти во самиот град? Не мислам на превозот или на нешто, туку мислам на големи проекти на градби во смисла. Нема некој нов проект од типот на Скопје 2014, тоа не. Не, видете, Скопје 2014 е завршена приказна. Тоа беше прашање на вкусови, се допаѓало на некој, не се допаѓало, тоа е завршена приказна. Ние немаме одржливост во градот. Ние имаме несреден кеј. Например. Немаме функционални пешачки патеки. Немаме функционални велосипедски патеки. Имаме кеј кој што стигнува некаде до последна петка во аеродром. Јас сметам лично дека треба да продолжи до Долно Лисиче. Тој дел. Уште 10 километри е тоа, Уште 10 километри, но тука добивате од Долно Лисиче траса до Ѓорче, која што ќе биде функционална за сите граѓани. Многу од граѓаните во тој случај ќе се одлучат, дури од Драчево, од Лисиче долно, од Горно Лисиче, наместо со автомобили, со велосипеди. Со велосипеди, например, така. Во Скопје за младите, сега баш имав во Гази Баба една средба со млади, наши сограѓани, нема ноќен живот, нема забава во Скопје. Имаме сообраќаен хаос како никаде во светот. Сообраќаен хаос како никаде во светот. Во билионски градови нема таков. Нема. Точно. Значи имаме нефункционални сообраќајници. Го имаме булевар Борис Трајковски према Драчево, кој што, не знам, 12 години е започнат, секој нешто прави, никој ништо на крајот не направи. Односно има одреден прогрес, но запрена е целата работа на средина за 800 метра. Внимавајте, за 800 метра велам до завршување на целиот потек и да направите функционална целина од Пинтија до Драчево. И не вреди не се прашува зошто. Јасно е, меѓутоа така е. Ирелевантно е сега вака. Јас одговорно стојам на тоа и во текот на мојот мандат ќе го покажам дека кога ќе се случуваат добри работи, тие зависат од градоначалникот, организираноста негова и неговиот тим. Јас нема да барам изговор дека некој трет, втор или пети субјект во процесот е виновен. Јас ќе имам шанса, од мене ќе зависат сите процеси. Изминативе години слушаме обвинувања дека секој е виновен, освен тој што го води градот. Така е. Во тие случаеви треба градоначалникот, ако не е спремен да ги заврши обврските за кои што добил доверба од граѓаните, да биде отповикан, односно да заврши со својот мандат. А најдоблесно е да се поднесе оставка. Така што тоа значи нема да ви биде виновен советот утре теоретски така што утре нема никој да биде виновен. Има одредени процеси кои што зависат од судски инстанци. Во расчистување на имотно-правни односи. Јас во Кисела Вода, еве, трета година сме на суд со еден случај имаме улица поврзување Банско во Црнич. Но тоа е една од илјадници работи кои што треба градоначалникот да ги заврши други. Не може ние се да сведеме на еден случај и да не ги завршуваме. И секогаш оправдување да имаме во некој друг. Таква нефункционалност му го донесе ова што е Скопје денес. Состојбата која што имаме денес. Значи сите во минатото на некој начин така ги поминувале мандатите. Со исклучок на Коце Трајановски, кој што морам да истакнам дека бил еден од најдобрите градоначалници што градот Скопје ги имало, мој драг пријател, и верувам во поддршката негова силна во оваа изборна кампања. Одиме понатаму. Лимак. Добро. Проект кој што не е ни отпочнат да се реализира во фазата во која што градот треба да настави. Таму имаме 3 кружни текови кои што
за кои што треба да се отпочнат постапки, но сериозно растеретување на сообраќајниот хаос на тој дел ќе биде. Ево го спомнав булеварот Борис Трајковски. Имаме мост поврзување Гази Баба аеродром кој што остана. Па не оди никаде. Да. Па една недела ќе кажеме дека може вака да се реши, така да се и никако не се решава, немаме никаков прогрес. Експроприација таму мислам дека Ја имаме депонијата Вардариштето. тоа е посебен проблем. Денеска го разговаравме со колегата Стефковски со граѓаните во Гази Баба. Сериозен проблем. Тоа е едно од најголемите жаришта во градот Скопје, предизвикач на посебно загадување на воздухот особено во моментите кога се палат депониите таму. Тоа е една од клучните точки кои што ќе треба да се решаваат во првите 3 до 6 месеци од моето стапување на функција во Ова градот е Скопје. екстремно важно. Јас зборував и со само ако дозволите уште една реченица. Но ова се проблеми, Драган, кои што се решаваат за 3-6 месеци и година дена. Ова не се проблеми кои што треба да го вознемируваат нашиот народ, нашите сограѓани со децении, а за жал ги вознемируваат со децении. Поентата ми е, ние во 21. век, за жал, во Скопје разговараме и се молиме да се променат состојбите и да имаме чисти улици, да имаме јавен транспорт функционален, замислете во 21. век, да немаме депонии кои што секојдневно се палат и да немаме проблем со кучиња скитници по улиците, за кои што има по стотици каснувања на годишно ниво во градот Скопје. кој што ги плаќа државата, односно градот. Општините ги плаќаат. Општините ги плаќаат, Да, добро. општините ги Па, плаќаат. ама повторно ги плаќа на Кога ќе граѓаните се тоа. Не. постави прашањето зошто одредена општина нема платено према лајка, бидејќи многу емотивно ги примаат критиките кога ќе кажеме дека е нефункционално целосно. Јас не велам, во сите јавни претпријатија има одлични работници, соодветен кадар, врвни професионалци. Но многу е важно тоа што го кажав на почетокот. Многу е важно оној кој што ги координира активностите да соодветно ги координира во процесите. Вие можете да бидете совршен новинар, но ако влезете во одредена телевизија, медиум и така натаму кој што има нефункционално раководство, џабе и да сте најголемата звезда на Ако светот. нема кој да постави Истото- камерата како што истото е треба и таму. тонот и не знам што, се разбира. Да. Така е. Истото е и со јавните претпријатија, исто и со останатите институции со кои што раководи градот Скопје. Значи нас ни треба создавање на основни елементарни услови за живот во главниот град. За жал во 21. век. Ние зборуваме во Скопје за недостиг на вода, за недоволен капацитет. И тука повторно ќе биде виновен некој што фолиите ги садел, ги вадел. Го на гледаме друг тоа терен. деноеве, добро? Треба да има постапување, но не треба да биде тоа изговор. Треба акции да се прават постојано, а не кога ќе се случи хаваријата, Постфестум да ние да поправаме, реагираме и да наоѓаме, да го вперуваме прстот во другиот. Не можевме да постапиме изминатиот период. Еве јас вчера на едно од гостувањата мои ја споменав и цементарница, бидејќи гледам дека во изминатиот период многу често ја спомнуваат политичките опоненти, цементарница била во кисела вода и така натаму и така натаму. Прв и единствен градоначалник кој што поставил мерна станица во дворот на цементарница Усија сум јас. Сум јас. Но моите ингеренции, бидејќи јас не сум издал дозвола, не се да постапувам. Да раководам јас институција во која што можам да постапувам, во која што службите кои што се под таа институција имаат одврзани раце да постојано прават увид, а не да се сликам јас дека ќе влезам да направам увид во твојата институција или твојата компанија и така натаму, ќе видите каков ќе биде исходот. Јас не сум пазарџија. Јас сум човек од акција и човек кој што го штити народот. Народот гласа и носи политичар на власт. И народот зема. Тоа е највисок суверен, а не една компанија, две компании или 5 компании. Тоа значи вие верувате во робусна акција, тоа што го правевте изминатиот период во кисела вода, меѓутоа самиот кажавте. Тоа што е најгоре во иерархијата, во случајот градоначалникот на Скопје има ингеренции врз луѓето кои што на пониско ниво треба да ги завршуваат своите работи. Имате веќе пикирано, условно кажано, кадри кои што ќе можат да се носат со сите тие проблеми. Објективно градоначалникот не може да знае се. Вие имате работи со Јас кои и што тоа многу јавно го кажувам секогаш. Јас не сум сештолог и не знам се.
Никој не знае, тој што вели дека знае лаже, да. Може би не е добро за себе да се, нели, да се каже некој убав збор, но сум убеден дека сум добар менаџер и добро ги координирам процесите. И тоа го покажа во мојата општина. Но извонредно добро знам да составам тим кој што може да ги доведе состојбите во многу подобра позиција од таа што претходно била затекната. Во градот Скопје јас повторно ќе нагласам, има сериозни професионалци. Сериозни професионалци. Луѓе кои што имаат институционална меморија и работат и даваат се од себе за градот години наназад, децении наназад. Такви луѓе имаме и во јавните претпријатија. Таму има спремен кадар. Само треба да дозволите потенцијалот да излезе на површина и да му дадете слобода на некој да работи во служба на граѓаните. Вие не може да обврзувате некој дали да излезе на некоја позиција на терен да работи или не. Или да му правите обструкции доколку излегол на терен да сработи нешто што му обврска или не. Така што има докажани кадри во градот Скопје, ако тргнеме од било кој јавни претпријатија, познавам со години луѓе кои што работат таму, кои што беспрекорно добро си ги вршат своите работни задачи и обврски, и верувам дека ќе го извадиме потенцијалот од јавните претпријатија до максимум. Исто една од темите која што се дискутира последниве неколку недели е постапувањето по однос на вработените. Јас добро ме познаваат во мојата општина како функционирам како градоначалник и кој е мојот однос према вработените. Нема никакви делби. Има работници и неработници. И треба по таа основа да се плашат, а не некој дали е во некоја партија. Се друго е ирелевантно. Јас имам раководители во институциите во Кисела вода за кои што ниту некогаш сум ги прашал, ниту пак ме интересирало од која политичка партија се. Јас ќе бидам градоначалник на сите граѓани на градот Скопје. И градот припаѓа на граѓаните. Тоа значи дека најдобрите во случајот во службите, во претпријатијата ќе бидат предводници на она што значи функционална целина на еден град. Град Скопје не е Загреб или Белград кои што имаат навистина многу големи буџети, меѓутоа па не е ни занемарување буџетот на градот Скопје. Преку 130 милиони колку е? Така. Тоа значи е само одржлив во финансиска смисла ако правилно се распоредат парите. Сега ако се земе предвид дека постојат и проекти кои што ги помага владата преку овие кредити што доаѓаат, не знам како ќе оди и понатаму, тогаш во финансиска смисла би требало да постои некаква сериозна гаранција дека нема да кубуриме и нема да може и да се извлечете вие како градоначалник доколку бидете се разбира на прашање од типот ете немаме пари, што да правиме, ние сакаме, ама тоа се можностите. Драган, јас пред 4 години влегов во една од најмаргинализираните општини во државата. Знаете, Кисела вода во минатото пошто беше познато. Имаше често пати во јавноста еден од новинарите кажуваше, го сватив концептот на сите градоначалници во Кисела вода, голф терен градот. Немаше улица без дупки. Имаше недостаток над 400 дечиња за упис по градинките. Состојба во образование и состојбата во училиштата на најниско можно ниво. Во школските, во училишните дворови ниту едно средено игралиште. Парк немавме во општината. И јас не плачев, затоа што мојот претходник ми остави долг од над 3,5 милиона евра. Јас влегов во коштец со решавање на сите проблеми. Која е состојбата денес? Ги вративте парите? Која е состојбата денес? Сериозно намалување на долгот, кој што го затекнав, сериозен прогрес во реализација на капитални проекти како никогаш досега. Ние имаме 5 нови градинки, 5 нови објекти изградени од како јас сум градоначалник и тоа е да соберете на нас за 30 години вкупно немаат изградено 5 градинки во Кисела вода и уште 5 се преадаптирани или целосно реконструирани како објекти за да се сведе листата на чекање на дечиња во градинките на нула. Депониите кои што во Кисела вода ги имаше во огромен број. Решивме да ги решаваме на долг рок, истото што го планираме во градот Скопје. Не е доволно една депонија, затоа што мора да бидеме искрени и честни. Колку што е нефункционално одредена институција, имаме дополнително и еден мал процент од граѓаните кои што се сериозно немаат третман човечки, би рекол, према градот, према својата животна средина. Многу важно и тажно. Да, и го третираат како нешто туѓо, создавајќи диви депонии. Ние имавме примери во минатото каде многу депонии се чистеа, но беше прашање на време кога повторно ќе се претворат во депонии.
А да не се лажеме, едно од најсериозните извори на загадување во градот Скопје, освен загревањето во домаќинствата, се и депониите. Особено, пак ќе споменам, во моментите кога ќе се запалат, особено летниот период. Депониите ги решивме во нашата општина на начин што создадовме долгорочни решенија. Што подразбира тоа? Или претварање во паркови, или онаму каде што имаше потреба, како во 11 октомври згради, во Кисела вода делот, а имаше недостаток сериозен на паркинг места, создавање на паркиралишта. Има илјадници проекти и предлози кои што еве на 2 дена од почетокот на креирање на мојата програма за локалните избори ги добив, кои што ќе бидат имплементација во наредниот период од како јас ќе го раководам градот, да состојбата со депониите на долг рок ја средиме. Така да бидам прецизен во овој дел, на градот Скопје му требаат долгорочни решенија и поврзани со јавната чистота, јавната хигиена. И поврзани со не знам, превозот, транспортот, и поврзани со лајка. Јас пак ќе кажам, има функционалност одредена во лајка, но не доволна. Ако имаме целосна функционалност, нема над 1 милион евра на годишно ниво градот да исплаќа за каснување од кучиња. Ке сватиме на кучињата, но морам да ве прашам сега, бидејќи сами ги спомнавте депониите и претходно ја спомнавте Вардариште. Вардариште е рак рана на Скопје, да не се лажеме, особено за граѓаните од Гази Баба и аеродром. Значи, ние што живееме во тој дел, добро го чувствуваме. И мирисот и отровот кој што се надвиснува над нас. Се согласувам дека е комплицирано прашање. Разговарав тука во оваа емисија и со господинот Дејан Митевски, градоначалникот на аеродром, и со господинот Бобан Стефковски, градоначалникот на Гази Баба. Тие велат исто така дека е комплицирано нешто кое што бара многу сериозна работа, меѓутоа граѓаните сакаат не инстант решение, бидејќи инстант решение не е учинковито, што велат хрватите, меѓутоа бараат решение кое што требаше да случи вчера, завчера, пред 10 години, а не дури сега да доаѓа. Ние сме во таква ситуација. Имате депонија која што се пали секој втор ден, која што не труе сите и граѓаните веруваат во теории на заговор веќе. Дека тамо постои мафија која што сето тоа го, не знам ли е теорија на заговор, ве прашувам, кој што сето тоа го организира свесно, дека тамо постојат семејства кои што се платени, а кои што во исто време се апатриди, кои што немаат документи и така натаму, па ја вршат валканата работа за некој тамо. Ингеренциите на градот и ингеренциите на општините се очигледно измешани во овој дел и не ни се докрај јасни. Знам дека тамо треба да се направи парк. Тоа го зборуваше и господинот Бобан Стефковски, дека постои цел проект за тамо да се направи парк, бидејќи згради не може да се прават, нели? Но има и Д3 намена, урбанистички тамо. Добро, меѓутоа во овој момент ситуацијата е катастрофа на катастрофите. Велам како градоначалник на Скопје, здравје Боже, ако станете заедно со градоначалниците на овие две општини, би требало, овој мој јавен повик, веднаш без чекање да удрите директно на Вардариште, бидејќи тоа 200.000 луѓе најмалку загрозува. Така. Драган, таму имаме со години се освен работа, односно имаме повеќе демагогија. И повторно ќе кажам, обвинување до ово е, до оно е, ова недостасува, она, теории на заговор, мафија имало. Не, имаме сериозни институции во држава, како Министерството за внатрешни работи. Не може за колективот да страда, да одлучуваат тројца, четворица или петорица. Тоа се решава преку ноќ. Затоа кажав, од првиот ден кога ќе влезам како градоначалник во градот Скопје, една од првите работи со кои што ќе се зафатам ќе биде создавање на нови бели дробови на главниот град, а тоа е токму тоа место, 300.000 квадрати таму имате површина, која што ќе биде парковски уредена, соодветно да може граѓаните и од Гази Баба и од аеродром, затоа што за таму има и проект за поврзување со мост. Со мост, да може да го користат истиот ново позитива и да видат бенефитот се до тоа. Со тоа и вредноста на тој дел од Скопје ќе се зголеми. На оние објекти кои што се таму, на куќите во кои што живеат граѓаните и така натаму и така натаму. Што значи дека еден од првите проекти, одговорно тврдам, кој што ќе го започнам без изговори, без наводни мафии, вонземјани, се останато што го користат во реториката години наназад, ќе биде токму проектот за Вардариште. Одговорно го тврдам тоа и граѓаните меѓу првите 10 дена од која ќе влезам во градот Скопје, ќе ме видат токму на таа позиција со целата механизација со која што располага градот Скопје, отпочнувајќи во процес
на најпрво расчистување на таа депонија, а подоцна создавање на нова парковска содржина или како што кажав, нови бели дробови на главниот град. Тоа значи ќе ве видиме во чизми. Вас не ви е срам во чизми да се појавите како Потојановски на времето, иако често пати лажните елитисти во градот користат термини чизмари, вакви, такви, валкани, одат. Не баре мешањето и учеството во расчистувањето на градот е некаква валкана во негативна смисла работа, а не позитивна. Градоначалник за мене представува хаос мајстор на градот. Хаос мајстор, убав термин. Како што представуваше моето функционирање во Кисела вода 4 години наназад. Ние поддршката ја добиваме како политичари од граѓаните. Не избрале граѓаните за ние да не им кренеме телефон, за да не интересира еве ваков проблем или да се криеме во канцелариите. А најмалку јас сум тоа и ме познаваат моите сограѓани. Јас сум се освен салонски политичар. Така што и во Кисела вода изминативе 4 години знаеа да ме видат и во чизми, знаеа да ме видат и на терен, знаеа да ме видат и доцна во ноќта како ги посетувам проектите, правам проверка кои што се работат, откако ќе ми завршат работните обврски преку денот. Истото ќе го правам и во градот Скопје. Атмосферска канализација ќе се поправа, не знам, се случува во Скопје ќе заврне дожд, 2 часа ако врне силно, ние имаме поплави на улицата. Па некогаш имаме поплави ради невнимание. Поради неисчистени решетки. Најчесто е булеварот банално, меѓутоа реално. Борис Трековски булеварот имаше пред извесен период на Маркова река излевање. Пред неколку месеци, мислам дека пред 2 месеци, можеби и повеќе, да не ми замерат гледачите, имаше излевање на Маркова река. Дел од погодените, фала му на Бога, немаше жртви, немаше сериозни штети по субјектите кои што беа таму, компаниите кои што гравитираат во тој дел на Скопје. Но се констатираше дека проблемот се неколку затнати решетки на постоечкиот дел на Ке рече некој банално, меѓутоа многу реално. Тоа не треба да биде ни предмет на дискусија. Има проблеми кои што треба да се решат, има краци кои што треба дополнително да се направат во однос на атмосферската канализација во главниот град, но треба пред се да се одржува постоечката. Кој што веќе си постои па реално. Треба да се одржува постоечката. Генерално на многу позиции во минатото имавме проблеми од таков тип, поради затнување и несоодветно третирање на решетки. Сега се актуелни пожарите за жал и околу Скопје, на планините во близина на Скопје, некаде ситуацијата дури е драматична. Утре во оваа емисија Здравје Боже ќе дојде Стојан Чангилов, кој што е задолжен тука за решавање на дел од тие проблеми, меѓутоа колку е Скопје подготвено во таа смисла, имате представа? Ние постојано се жалат, искрено кога ќе ми текне дека некаде низ градовите во Скопје кога имаше некакви проблеми, испратија некакво противпожарно возило што личеше на овој автобус од фирма Крстич од Кото тама пева песната филмот српски, човек жал да го фати. Скопје ќе биде ли подготвено за бидејќи нема бегање од пожари, за жал. Имаме премногу несовесни луѓе што подпалуваат. Во интерес на вистината, морам тука да истакнам и да го поздравам командантот на бригадата Звонко, еден феноменален човек, лично го познавам, но и тимот кој што работи во противпожарната единица во градот Скопје, често пати на многу од ситуациите, состојбите кои што се случувале. Заедно сте на терен, да. Сме се виделе на терен, експедитивно реагирате, ви сега може да видиме со последниве случувања, максимално се вклучени луѓето, таму недостасува добра опрема за сите нив, добра опрема, недостасува во Кисела вода пункт на противпожарната единица за да има поголема и побрза, поекспедитивна функционалност, затоа што од тој дел ќе треба да се покрива и делот за Сопиште, но и урбаниот дел од Кисела вода. Недостасува механизација, која споменав на почетокот дека недостасуваат автобуси и дека треба решенија на долг рок. Истото важи и за функционалноста на противпожарната единица во градот Скопје, што значи дека и таму треба да се создаде систем во кој што ќе има постојано обновување на возниот парк, затоа што еве и возило во едно семејство не го користат 1000 години, не го користат 5 генерации. Се знае колку е векот и колку може да издржи. Особено специјалните возила кои што одат на сериозно непристапни терени, кои што се изложени и на високи температури во случаи кога гасат пожари, така натаму и така натаму. Интересен рецепт беше во хермелините од армијата, морам да признам. Морам да честитам на владата. Многу функционален пристап. Ете од нешто нефункционално да направите функционално. Нешто што стои во гаража непотребно, сега е
Министерот Тошковски, председателот на владата, тој е брилијантен концепт и така треба во принцип да се постапува со се она што не е во функција, треба да се стави во функција, ако треба и пренамена да се направи за одредена работа која што ќе биде функционално. Јас така во Кисела вода која ги споменав градинките, два пропаднати стари истрошени објекти ги превземав од државата и ги претвори во ултрамодерни градинки. Едната ми е веќе отворена, првата инклузивна градинка во Скопје во Усија, а втората за многу скоро во Драчево во подстаница ја отварам, токму од објекти кои што во минатото беа оставени забод на времето. Исто да се случи и со хермелините. Од нефункционални возила се адаптира во функционални возила со канистри кои што во сосема друга намена, така. Да, но нивната подготвеност за присуство на непристапен терен е поголемо од било кое друго возило кое што е во рамки на функционалност. Нормалните, така. Да. Но своевремено еден градоначалник купуваше возило против пожарно, па потоа излезе дека возилото е купено, не знам, се правеше паралела со Загреб, ако не се лажам, многу поскапо од тоа што треба. Веќе ја гледам иднината, условно кажано, кога ќе набавувате нови возила, како ќе се излегуваат со информации, зборувам тука за злите јазици, можеше ова за 200.000 помалку, можеше ова вака, можеше вака. Меѓутоа, како да се направи тој баланс меѓу нешто што ќе биде и ново, и модерно, и исклучително квалитетно, и неопходно, а во исто време прифатливо за нашите стандарди. Објективно, бидејќи Скопје и покрај буџетот што е пристоен, сепак нема пари да се расфрла, да изиграваме ние Лондон или не знам Париз. Драган, најпрво ќе треба да видиме состојбата, која е финансиска во овој дел и колку ќе може да се стават средства на располагање за сите овие постапки. Но тоа ќе може после октомври. Се плашите што ќе начекате во градот? Не се плашам. Јас се плашам само од Бога во животот и се трудам да што помалку грешки правам како човек. Никој не е безгрешен, и јас не сум безгрешен, јас сум нормален човек како сите останати, само од Господ се плашам, од друго ништо не се плашам во животот. Така што апсолутно сум свесен за состојбата која што ќе ја затекнам и ќе ме држите за збор, но ќе ме држи целата јавност дека никогаш нема да го користам тоа како оправдување, моментно оправдување на излекување од одредени состојби или наоѓајќи изговор дека нешто не може да се заврши поради оваа состојба или онаа состојба. Каква е состојбата знам и свесно влегувам во овој процес, затоа што знам дека можеме да ги промениме работите. Тендерски постапки се знае како се спроведуваат. Прво не ја спроведува тендерската постапка градоначалникот, има тим, има јавни набавки и така натаму и така натаму. Кога ќе треба да се набави возило, ќе се набави возило. Дали на некој му сметало затоа што не успел да набави 30 години назад, дали сметал дека бојата треба да е зелена, не треба да е црвена, тоа е ирелевантно. Ние работиме за повисока цел и треба така да ги гледаме работите. Не треба да размислуваме дали да се набави возило за противпожарна единица затоа што можеби на некого ќе му текнело да го искоментира тоа негативно. Тоа е несериозен пристап во политиката според мене, но пристап со концепт, како што јас уште денеска кажувам дека треба обнова на возен парк, значи дека граѓаните ќе дадат поддршка на таков концепт и утре ден, согласно она што сте го добиле вие како поддршка, имате целосен легитимитет да истите тие работи ги спроведете. Едно е јас во мојата програма и во мојот настап сега да кажам дека на ЈСП не му недостасува ниту еден автобус и дека во мојот мандат нема да набавам ни еден автобус. А утре ден да набавам 50 автобуси. Тоа е малку излегување од смерот за кој што граѓаните ви дале поддршка. Или обратно, да ветите 50 автобуси, а да набавите 0, кој што имаме случај сега. Но кога вие се обврзувате за одредени процеси пред граѓаните, и истите за тоа бидејќи недостасува ви даваат поддршка, логички е да даете се од себе да истото го испорачате за граѓаните. Има уште една работа што е многу важна за најголем дел од Скопјани, урбанизацијата на градот. Има една дебата реална во општеството, во градот пред се, дали е Скопје преурбанизирано или има уште простор. Некој ќе се согласи дека странично градот може да се шири и тоа е и видливо, меѓутоа централното подрачје и аеродром, да речеме Карпош, е прилично како да го наречам тоа, настискани со згради. Се вели дека постои урбана мафија која што и тоа како профитира од сите овие градби и кај што им е местото, кај што не ми е. Вие како градоначалник утре ако бидете, како човек кој што не се плаши, објективно, ни од мафија, ни од света мафија, нито од ништо, веројатно ќе се соочите со оној момент кога
ајде повторно теорија на заговор, тие некои луѓе во црно ќе дојдат со милионите и ќе речат ние сакаме и овде кај што е парк да дигнеме згради и овде каде што е детска болница да дигнеме нешто што нас ни одговара и вие тоа ќе треба да го спречите како знаете и умеете. Драган, јас имав искуство многу сериозно, не верувам дека некој такво имал во држава, да спречам носење на детален урбанистички план затоа што граѓаните бараа за во Расадник со 99 згради. Да, и за тоа се Со зборуваше потпишани многу. преддоговори се останато. И често пати во кампањата многумина, па и новинарите, дел од нив, ми велеа ова ќе биде ваша реторика до изборите, ќе победите И потоа ќе видиме 99 ќе згради. видиме. Нула згради. Напротив, меѓународен конкурс за избор на идејно решение за Расадник. Во комисија во која што членува и македонски експерти, но и меѓународни експерти. Под капата на UNDP. Така се креираат процесите во урбанизмот. Во Пржино и во Црнич, ветив додека јас сум градоначалник дека нема да има ниту една градба со повеќе од 4 стамбени единици. А во минатото имаше под капата на А1 одобрение за градба, тоа е куќа, по 20, 24, 30 стамбени единици и така натаму. Значи цели згради Таму каде што сме и куќа да има под само, капата на А1 на мене. И останав доследен на она што го ветив. Истото ќе биде и во градот Скопје. Генерален урбанистички план во градот се носи за скопјани. Не го носи градоначалникот за себе или за одреден круг на луѓе. Ќе биде постапка јавна, транспарентна како никогаш досега, исто како што беше за Расадник, состојба во која што клучен збор ќе имаат граѓаните. И никако поинако. Мојот стил на функционирање е таков, повторно ќе споменам, нас не бираат граѓаните, тие не ја даваат поддршката и согласно тоа, ние треба нивните желби да ги испорачаме, односно нивните барања. Желбите може да бидат некогаш и неостварливи, но нивните барања да ги испорачаме. ако се објективни. Но сите постапки треба да бидат јавни и транспарентни. За ова ќе ве држиме на вистина на збор и ќе го повторуваме доколку дојде до тоа, не дај Боже, под услов вие да станете градоначалник и сега доаѓаме до конечното прашање практично за вечерва. Опозицијата се уште е срамежлива кога е во прашање кандидатурата на свој човек за градоначалник на Скопје, човек жена се едно, мислам, потполно неважно се зборува. Господинот Ралев се спомнуваат и некои други, меѓутоа официјално еве уште нема. Анкетите, знам делот анкетите како стојат и не им даваат за право многу да се надеваат на не знам што, меѓутоа да бидеме реални, во октомври, 19 октомври, чинам се почнува од нула. И Јорце Ѓоргиевски и кои да се другите кандидати ќе почнат од нула. Нема да почнете вие ќе почнете со предност да, меѓутоа наливчињата е нула. Ќе мора да наполните поголема бројка од нив. Имате стравување дека некој изненадувачки ќе се појави кој што навистина ќе ви биде, како да кажам, доволно силен противник? Ова навистина малку звучи сега и претенциозно и малку како ве прогласуваме за победник, меѓутоа чувствувате ли дека ќе имате сериозна конкуренција? Јас вака можеби не звучи добро. Повторно ќе кажам. Спремен сум со било кој да се соочам. Не верувам дека Социјалдемократскиот сојуз во моментов има кадар, па и во наредниот период, кој што подобро од мене ги знае состојбите во градот, ги знае проблемите, но пред се ги знае решенијата за градот Скопје. Така да сум апсолутно убеден во сериозно голема изборна победа и јас работам и давам се од себе заедно со мојот тим да таа победа ја завршиме во првиот круг. До сега не се случило јас да излажам во политиката. Иако многумина често се двоумеле за одредени процеси, како што го споменав, Расадник, јас сум останал на зборот, останувам и сега на мојот став и го давам зборот дека сум спремен и подготвен да поразам било кого од страна на Социјалдемократскиот сојуз уште во првиот круг. Кој да биде, ќе видиме, се надевам наскоро. Очекувате ли ниски удари во меѓувреме? Еве, неодамна погледав нешто што не ми се допадна. Искрено немам право да се мешам во политиката на моите колеги, ако така смеам да кажам, меѓутоа видовме како еден поранешен градоначалник, можеби и еден кандидат, не знам, беше изведен на јавна сцена на еден
така, не убав начин, сосема непотребно приватни работи беа извадени во прашање, можеби со обид да така да се направи некаква штета на неговиот како да кажем углед. Очекувате има ли воопшто, има ли нешто што може да извадат за вас, да рече Торци Георгиевски, никој не е безгрешен сега, да се разбере. Целосно сум растеретен за тие работи. Значи не очекувате некој да рече каде се милион евра овде господин Ѓоргиевски у кисела вода, не може или некој каде да рече не знам. така. Ја го следев пресод на Социјалдемократскиот сојуз со внимание. Они има, јас не знам прво како не им е непријатно пред граѓаните да излезат прес господја Јанчева имаше прес. Одбегнувам јас на моите настапи да зборувам и за Социјалдемократскиот сојуз и за господја Арсовска, но некогаш мораме да ги споменеме тие работи. Има одредени обвинувања нереализирани проекти и така натаму, приказни во кои што и самите не веруваат. Интересно, господја Јанчева излегува, нема некој локалец да излезе од кисела вода. Што е пологично. Да, од една страна е тоа, од друга страна, они имаа пред мене во кисела вода градоначалник кој што си плаќаше прекувремени сати работни, а човекот не одеше на работа. Самиот на себе си плаќаше? Да, самиот си плаќаше, ја тоа го обзнани во јавност. Не сум го видел. Да, и замислете во една таква парадоксална состојба, човек имале пред мене градоначалник кој што можам да тврдам дека најголем дел од населбите не знаеше кај се наоѓаат во општината, да излезат и да го коментираат моето работење е не само парадоксално, туку и малку и смешно. И наивно од нивна страна, но нека се живи и здрави. Они си имаат опозиција, се логички дека ќе треба да искоментираат. Ја не очекувам од Социјалдемократскиот сојуз. Иако имаат лица од Социјалдемократскиот сојуз, Мишко Ралев го спомнавте, еден од потенцијалните кандидати, он своевремено кажуваше, бидејќи ми беше во меѓународниот конкурс за расадник, дека јас сум човекот кој што ренесансата сум ја донел во урбанизмот во државата. Па тогаш ќе биде интересно ако бидете против кандидати до Социјалдемократскиот сојуз и активни советници кои што јавно ме поддржаа мојата кандидатура за кандидат за градоначалник за градот Скопје, и јас кажав дека во оваа кампања нема да ги двојам граѓаните и побарав поддршка од сите политички чинители, од сите граѓани на градот Скопје. За мене нема да има делби. И во функционирањето како градоначалник во кисела вода никогаш не ги подвоив граѓаните. Одлуките кои што се носеа во советот, во општина Кисела вода, иако мнозинството го имаше во МРДПМН, многу пати, да не речам во најголем дел од случаевите, беше едногласно поддржувано и од Социјалдемократскиот сојуз и од Левица, советничката група. Јас тоа јавно сум го говорил и го честитам тоа затоа што мора одговорно да се действува во водењето на политиките кога станува збор за реализација на проекти за граѓаните. Само така можеме да изградиме подобро општество. Јас во оваа кампања ќе настапам со концепт, ќе настапам со решенија. Јас не сум човек кој што ќе креира кризи. Напротив, и во минатото, како и претседател на ЗЕЛС, покажав дека сум тука да ги решавам проблемите и кризите. Јас не сум дојден да водам гола политика, туку сум дојден да создавам дела и решенија за моите сограѓани. Имам шанса и тоа ќе го направам. За тие кои што размислуваат на поинаков начин, не го земам во предвид, искрено да ви кажам тоа, затоа што оние кои што се мои најблиски соработници добро знаат како функционираме. Вие го познавате Скопје ве познава вас, тоа е очигледно. Како стоите во средините каде што ова тема е многу сензитивна и се надам никој нема да ја свати погрешно, меѓутоа Кисела вода е доминантно со македонско население. Колку ве познаваат и каков е вашиот впечаток од односот ваш со граѓаните на Сарај, на Чаир, на Бутел? Имам, кога кажав, и повикав сите политички партии, припадници на сите политички партии, ја побарав поддршката за овие избори. Јас истовремено кажав дека во поддршката нема да ги двојам граѓаните ниту по вера, ниту по нација. Оние кои што ме познаваат добро знаат дека јас имам и многу поголем круг на пријатели, од кои што голем дел имаме албанци, имаме роми, имаме власи и се останато. Азем е актуелен градоначалник од Студеничани, еден извонреден лик, вреден работник, долги години е градоначалник таму, еден од градоначалниците во држава со Борче Петровец, мислам дека најдолги мандати имаат. Може да го исконтактирате некојаш и да го прашате и за добро и за лошо кој е првиот градоначалник во Студеничани кој што доаѓа на помош. Тоа сум јас како сосед. Кога ќе направиме на паралела, кога асфалтирав улица јас во Кисела вода или градев училиште, не прашував дали на улицата живеат ВМРО-вци, СДС-овци или Левица или ДУ или било кој.
Кога треба да се прави булевар во Скопје. Еве на пример булеварот кој што го чекаат во Чаир со години Цветан Димов. Јас нема да прашам дали од левава страна живеат македонци, од десната страна живеат албанци, Туку е дали потребен Роми има булевар најтоша. едноставно, Не, така е. потребен е булевар и за тие кои што одат на кај Бутел, и за тие кои што се враќа на кај центар, и за јас од кисела вода која ќе треба до гробишта Бутел да отидам по нормална улица, функционална, односно по функционален булевар да поминам. Кога одиме по булеварот Борис Трајковски на кај Драчо, не е важно дали си од Студеничани, или си албанец, или си од Батинци, или си бошњак, или си од Драчево, си македонец или не знам што. Важно е дека си човек и дека треба да стигнеш до дестинацијата безбедно со твоето семејство. И тука завршува. Јас така ќе функционирам во наредниот период и очекувам сериозна поддршка во оваа кампања и од македонци, и од албанци, и од турци, и од власи, и од роми, и од сите останати кои што живеат во Скопје. Последно прашање за вечерва, ја спомнавте и самиот лајка како јавно предпријатие, јас не го следам кој знае колку имам тамо навистина блиски луѓе. Меѓутоа, факт е дека во градот постои проблемот со кучиња, скитници, бездомници, како ги нарекуваат веќе. Знам дека тие ги имаат оние жолтите на ушите, дека треба да се третираат на одредени начини. Меѓутоа, факт е и дека, она што го спомнавте, луѓе се жалат на каснување и потоа општините им плаќаат пари. И тоа навистина треба да запре и во Не име на општините, туку граѓаните. градот Скопје им плаќа. Да, но треба да запре и во име на граѓаните и во име на кучињата. Во принцип ние треба да направиме баланс во соживот со тие животни, ако е така можно е. Директорката на Лајка лично ја познавам. Јас би рекол дека е сериозно голем љубител на животните. Ја почитувам исклучително. И нека не си го зема зло, тоа јас кога велам дека е нефункционална целосно Лајка. Тоа го говорат бројките. Јас не велам дека лицата кои што работат вработените во Лајка не ја вршат целосно Својата работа, мислам не ја вршат својата работа, но не доволно добро се врши работата од аспект треба поголемо проширување на стационарот. Значи треба проширување на истиот. Треба посоодветен третман на кучињата. Еве сега да отидеме во Расадник, од каде што живеам јас со моето дете, има детско катче во кое што сите мои соседи, дечињата се таму, се после разбира. Кај да бидат? работно време се таму со своите семејства. Но најмногу со дечињата. Може да забележиме дека има глутници кучиња таму. Јас не го велам ова врз основа на тоа дека сакам да создадам вештачки впечаток дека состојбата не е добра во Лајка, туку го говорам врз основа на факти. А можеме да отидеме и во Газибаба истото да го видиме, во аеродром, можеме и на сите места во централното градско подрачје да го видиме дека станува збор за тоа. И повторно ќе кажам, треба проширување на стационарот таму, треба посоодветен третман. Имаме ние лица кои што сериозно добро ги разбираат состојбите во тој дел, кои што ќе се вклучат во кампањата за да помогнат во креирањето на програмата најпрво, па подоцна и во реализација на истото и верувам дека ќе ја нормализираме и таа состојба после изборите за многу кратко време. Орче Ѓоргиевски, актуелен градоначалник на Кисела вода, официјално кандидат за градоначалник на град Скопје од страна на ВМРО ДПМН. Пред вас е долго работно лето, би рекол. Ви посакувам среќа во надпреварот со кој да е, се разбира, нека победи најдобриот. Благодарам за гостувањето вечер. Ми беше чест. Почитувани гледачи, тука завршуваме оваа емисија. Мислам дека го исполнивме овој час наистина со корисни и квалитетни информации. Утре во 15 часот се разбира репризното издание. А јас ви закажувам нова средба утре и со мене и со нови гости, конкретно со господинот Стојанче Ангелов во 22:30. До тогаш пријатно.